За жал, овој случај е многу специфичен, бидејќи мајката на починатото дете се уште нема лична документација. Значи, мајката на починатото дете се уште она нема извод на родените, за да после тоа може и таа своите деца да ги пријави во матична книга на родените. Велам, случајот е специфичен бидејќи мајката не е македонски државјанин, она е од Србија, мислам дека е негде од Зрењанин, и ние тогаш на мајката на починатото дете и дадовме инструкции што треба да прави. Значи, таа треба да отиде во Србија, да извади извод на родените со матичен број, да извади лична карта, да извади пасош и потоа да се врати во Македонија, за да потоа ние можеме да поднесеме постапка за евидентирање на нејзините деца во матична книга на родени. Точната бројка не може никој да ја каже, затоа што јас верувам дека од овие 500 лица што ние сме ги нашле, дека таа бројка не е конечна, дека таа бројка се менува. Ние сега и како невладина организација Амбрела подготвува нова база на нерегистрирани деца и истата ќе биде доставена до Министерство за труд и социјална политика, што значи сакам да кажам дека навистина точна бројка не можеме да дадеме, бидејќи таа се менува и секојдневно се зголемува. Времето ќе покажем. Јас би била среќна доколку овој проблем кој навистина посебно ја засега ромската заедница би се решил што поскоро, бидејќи навистина животот на овие луѓе им е многу тежок. Значи, тие фактички се исклучени од секаков бенефит во државата. Например, немаат право на образование, на здравствено осигурување, право на социјална заштита и други одредени права, право на социјална парична помош или било каква. Така да навистина овие лица се оставени самите на себе да се снаоѓаат и да екзистираат, се додека не им се реши проблемот на лична документација. Самиот факт дека не поседуваат извод од матична книга на родени, понатаму представува пречка за остварување на сите други права кои што им се гарантираат на граѓаните на Република Македонија согласно уставот и законите. Тоа значи дека тие деца не можат понатаму да користат социјални надоместоци, здравствена заштита и од тие причини многу често се случува да тие деца кога ќе дојдат во сериозна здравствена состојба и им подлегнат на таквите, да речам, состојби. Имаме многу често деца кои што починале поради тоа што не добиле соодветна здравствена заштита и нега. Јас особено сум загрижена за децата на улица, поради тоа што тие навистина се наоѓаат во една тешка, сериозна состојба, нивното здравје е многукратно нарушено, да не кажувам за тоа дека се тие и често ризична група за сексуално преносливи болести. Овој проблем во врска со идентификацијата, односно евиденцијата на овие деца во матичната книга на родени е состојба која што исто така се нотира со години наназад во сите извештаи на меѓународни организации кога станува збор за состојби со човековите права, односно со детските права во Република Македонија. Децата фантоми, значи кои што немаат матичен број, најчесто се родени дома или под други или се родени во болница, меѓутоа со несоодветна документација, немаат државјанство, немаат извод и со самото тоа им се прекршуваат понатака сите права, значи од правот на здравствена услуга до правото на образование и така натаму. Овие деца се во ризик затоа што доколку ние немаме евиденција за некое дете, тоа фактички не постои, затоа се викаат деца фантоми. Тоа значи дека ако тоа дете го снема, никој нема да знае дека го снема. Многу е важно да се направи идентификација на кои се тие деца кои што немаат лични документи, да се извади соодветната документација, бидејќи на таков начин и државата ќе води евиденција, ќе може да води поголема грижа и на тие деца да им се обезбеди основното право на здравствена заштита, право на образование и полесен ќе биде процесот на вклучување во образовен систем, затоа што доколку се вклучени децата во образовен систем, на таков начин се намалува ризикот да бидат на улица, да бидат злоупотребувани, ќе бидат повеќе едуцирани и ќе направиме еден чекор понатака за нивните семејства, бидејќи овој модел на однесување кој што го имаат тие деца трансгенерацијски се пренесува и е прифатен модел за однесување во одредена средина.